из Крanja pozdravlja prisotne reprezentante v imenu vseh Makedoncev v Sloveniji in izreka prisrčno dobrodošlico v naši sredini. По поводу на првиот официјален надпревар на македонската фудбалска репрезентација, Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од Крањ ве поздравува во името на сите македонци во Словенија и ви искажуваат добродојдување во нашата средина. Glavne izvete našega srečanja, torej glavni sodnik prihaja iz Zagreba, gospod Poljak Dragutin. Njegov pomočnik, gospod Cvitković Darko, prav tako iz Zagreba, in pa gospod Pitek Ivar, prav tako iz Zagreba. Delegat srečanja je gospod Beton Anton iz Kranja. Главниот судија на надпреварот дојде од Загреб и тоа Поljak Dragutin, че му помага Цвитковиќ Дарко и Петек Иван. Делегат на утакмицата е Тоне Бетон. Spoštovani gledalci, dragi reprezentanti, ponoči je po hudi bolezni umrl nestor slovenskega športnega reporterstva, gospod Stane Urek. Prosim, da njegov spomin počastimo z minuto molka.
Дарко Панчев. Прв удар и прекрасна акција, удар што му посакуваме на Дарко Панчев да биде вакав текот на оваа средба, на сите што ќе игра во дресот на нашата репрезентација. Вчера овде беше централна личност на тренингот, еве, посакуваме и на колегите реализатори на овој пренос од Словенечката телевизија, што почесто вакви моменти да ни повтараат во текот на играта, разбидливо на страната на голот на Драган Симеуновиќ. Реков Дарко во центарот на вниманието, многу млади фудбалери овде од крај дојдоа специјално за него да го следат тренингот и потоа помина 5-6 минути во друштво со деветката на нашата репрезентација. Бабунски, Јаневски, со број 7, тоа е Чех, капитен на репрезентацијата, игра за екипата на Какот град. Новак 3, Миланич 4, Чех 7, Закович 9, Удович 10, Флоријанчич 11, тоа се странците во репрезентацијата на Словенија. Грозданов има во текот на оваа среда и ќе посакаме се развива да има почесто вакви излети, има простор по десната страна за негови офанзивни излети. Бошковски, Грозданов, Панчев, пред него беше Миланич, Бабунски, добар почеток на нашата репрезентација, Панчев, еве шансија да спреманува Бошковски во третата, четвртата минута од надпреварот. Думала Панчев, Бошковски, нашите наистурени фудбалери, еве можност да се развиорат нашите знамиња на стадионот во Скрад. Зоран Бошковски влегува во историјата на македонскиот фудбал. Стрелец на првиот гол за нашата државна фудбалска репрезентација. Дарко Панчев повтор пат извореден, овој пат ја нафати топката. Зоран Бошковски ја доведе македонската репрезентација во водство од 1-0. Од друга страна, на европски начин, колегите на Словенечката телевизија, еве, ќе ни ги презентираат сите незначајни моменти од средбата овде во Кањ. Зоран Бошковски, стрелец на првиот гол за нашиот државен фудбалски тим.
играше Сашо Удовиќ, игра во екипата на Северен од Белгија, значи Сочеди Алевски се познаници од првенството во Белгија. Прва измена во репрезентацијата на Македонија, со број 10 Бабонски веројатно почувствува повреда, со број 12 пријавен е Сашо Милошевски, меѓутоа колку што можам да забележам, сепак тоа е број 13. Тоа ќе биде Горан Георгиевски. Горан Георгиевски, фудбалер од Силекс, еве и край неговото име, како и край сите други, прв настап за нашиот државен тим. Бројот екипи Македонија е пришол до прве медале. Лисица е играоца штрелка на 6, Бабунски Богдан, заменер играч штрелка 13, Георгиевски Горан. Репрезентацијата на Македонија е заменена. Местото се Бабунски Богдан.
собствен тим ќе ги скажува своите вредности. Георгиевски. Бошковски. Аут за Словенија. Гледате, драги гледачи, овде и многу наши работни организации се погрижија да го помогнат настапот на нашата државна репрезентација, да овозможат и вие сето ова да го гледате низ директен пренос. Коментал Трейд од Виена, потоа Уфа Медија од Хамбург, Наик, Искратур и многу други работни организации настојуваат на стартот на нашата државна фудбалска репрезентација да бидат заедно со неја. Златник. Житан. Златник. Удович. Това е Марковски, па сега Стојаневски. Ето ке е најдолжи. Бошковски. Да видиме. Стени Драгодин Пољак, дека Бошковски направи прекрешак. Стрелецот на единствениот гол за сега, заедно со Дарко Панчев, задава, дека така продолжи. Многу грижин од промените фудбалери на Словенија. Жидан. Слободен удар. Фолирање Флоријанчич. Инаку среда, драги гледачи, снимам дали таа камерата ќе покаже, следи и доктор Димитар Мирчев, амбасадор на нашата држава во Република Словенија. Тука си правител на Скопје, Горан Николовски, Лучко Николовски, председател на градското собрание и извршниот совет или на владата на градот. Да, вистина прекрасна фудбалска спортска атмосфера на стадионот во Кранј. Лакович. Сега слободен удар. И многу наши македонци кои од вчера постојано се со репрезентацијата, со фудбалерите, настојуваат нивниот престој овде со Словенија да им остане во долго сеќавање. А во најдолго, ако успеат да победат во првиот меч за сега, играат добро и водат со 1:0. Нема проблеми. Илија Најдовски. Трет корнер за репрезентацијата на Словенија. Со број 10, Сашо Удович. Еве го сега Флоријанчич. Крај голот на Ликерски. По добриот почеток, по водството од 1:0, сега е период кога домакинот ја пренесе некако топката на половината на нашата репрезентација. Се почесто се ситуациите во кои Илија Најдовски мора да ги искажува своите квалитети. Брзо реагира, нај него не се прославили многу познати европски, светски фудбалери. Најмногу фудбалери во репрезентацијата од Пелисе, Грозданов, Тони Мицевски, Драган Канатларовски, Георгиевски. Грозданов, Лакович, Флоријанчич, Новак. Добра интервенција на Георгиевски. Нема корнер. Грозданов. Јаневски. Бошковски. Студијата почитува предност. Тони Мицевски. Изворедно тоа. Тони Мицевски задот. Изија направи чекор повеќе. Имаше и други решенија. По десната страна беше слободниот Бошковски на левата. Панчев, но спортски се разбира.
што сакаше сам, еве го познатиот режисер Стане Шкодлар. А сега го бележиме и првиот жолт картон за Георгиевски. Жидан, Марковски. Јаневски назад до Мицевски. Сега некако многу фудбалери на нашата репрезентација пред голот или на 16 метри од Мицевски. Средината не е така сигурно како на почетокот на средбата. Се помалку шанси за Панчев и за Бошковски да потврдат и натаму својата разиграност и ефикасност. Канатларовски, еве шанса за брз против напад. Јаневски. Зулич. Лоријанчич. Мицевски прави прекрешок. Во добра форма е. Изваредно физички потпусен, многу трчеве предпалку. Го видовме во шанса да го загрози голот на Симеонович. Лоријанчич. Игра во екипата Кремонезе во Италија. Дали е тоа офсайд? Да, тоа е офсайд. На време, тоа го направи Цвитковиќ, го подигна знаменцето. Најдовски. Блатник. Чех. Најдовски. Е сега Бошковски во офсайд. Мора внимателно да се следи и во вакви ситуации кога многу фудбалери ќе бидат сконцентрирани во средината. Една ваква брза интервенција на Најдовски може да биде голема шанса за нашата репрезентација. Зулич. Блатник. Польша. Закович. Јаневски. Миланич. Польшак. Новак. Топка за нашата репрезентација. Новак. Лапчик. Слободен удар. По оценка на судијата Пољак фаулираше Зоран Јовановски, единствениот фудбалер од нашиот државен тим. Во овој момент се разбира во репрезентацијата, инаку се разбира многу фудбалери кои играат сега во странство и бранеа боите на нашиот државен шампион. Слободен удар. Фаулирање Захович. Захович. Најдовски. Може да биде опасно и крај гола.
Добар беше тоа удар, непрецизен се разбира да страхува Зоран Мицевски, но од оваа позиција, а тоа веројатно ќе го видим уште еднаш, барем на нашите симпатизери што се овде на трибините им гледаше сето тоа мощно и опасно. Ето, од овој агол не се гледаше така. Јовановски, Бошковски, Георгиевски, Јаневски, Панчев. Сега греши Поляк. За вакви прекршоци свиреше до противната страна. Јаневски, Најдовски, Грозданов, Јаневски, Панчев. Разбирливо се знаат неговите квалитети, па секваше меѓу двајца фудбалери. Најдовски, Лоријанчич, Поljšak, Lorijančić, Janevski, Boškovski, Janevski. Slobodno udar faulirаше капитенот Чех. Чеде Јаневски игра во моментот во Шарлоа, има 32 години, еден од најискусните во нашата државна репрезентација. Во договор селекторите Дончевски и Брашникар постапуваат, се разбира, од онија задолжителни правила во првенствените надпревари, па може да има и повеќе од две измени. Слободен удар. Во овој момент играме со играч помалку. Бранко Белевски ќе му каже помош на Чеде Јаневски. Тука е докторот Душко Милевски. Зулич, Марковски па Бошковски, Канатларовски, Георгиевски, Канатларовски, Панчев по десната страна. Преди себе Губа Миланич, има уште еден играч, дојде и нема. Жидан, Чех, Тони Мицевски. Јаневски се враќа во игра. Георгиевски. Марковски. Зоран Јовановски. Тони Мицевски. Најдовски. Прекин на играта тамо на 17 метри, веројатно тоа камерата ќе го покаже. Дарко Панчев при оној пробив кон голот на Симеунович едноставно беше задржан од двајца фудбалери. Не треба да се зборуваат за неговите квалитети, ги искажа особено во првите 10 минути кога беше мощно расположен, потоа во сендвич, а по излегувањето и на Бабунски не го патна квалитетот на играта на нашата репрезентација, водили натаму со 1:0, а домаќинот репрезентацијата на Словенија има теренска иницијатива, но добро е што во одбраната во моментот Илја Најдовски потсетува на своите секогаш врвни квалитети што ги демонстрирал се едно кој дрес носел и во овој период кога домаќинот настојува да го издрме резултатот, Зарко се враќа во игра. Многу е значено следните неколку минути нашата репрезентација да го задржи ова водство.
Панчев, Канатларовски, Чех, Житан, Дулич, Грозданов, Јаневски, Канатларовски, Јаневски, Бошковски, Панчев, Бошковски, не успеа двојно да проиграт. Бошковски, Ѓорѓиевски, Тони Мисевски, Јаневски, Ѓорѓиевски, Јаневски, има прекршок, слободен удар. На најдоброто место, верувате, сите се или наши од Република, дојдени да го следат овој надпревар, или нашите овде што во Словенија се познати собственици, културни работници, едноставно имаат свое место во животот на оваа држава. Новак, Чех, Зулич, Канатларовски, Панчев, па Ѓорѓиевски, Најдовски и Новак. Браво идеја. Тони Мисевски, Најдовски, Мисевски, Ѓорѓиевски, слободен удар за Македонија. Околу 11 на минути до крајот на првото полувреме со голот на Бошковски, Македонија води против Словенија со 1:0. Беше фаулиран Јаневски, Марковски, Канатларовски, Захович, Новак, Чех, Удович, Мицевски па Марковски, Ѓорѓиевски, Бошковски, аут за Житан, Јовановски и Флоријанчич, Житан, Ѓорѓиевски, Јовановски, Флоријанчич, Миланич, Златник, Миланич ја чека топката назад, не сме Симонович да игра со рака. Зулич, Јаневски, Панчев, изворедно, дали ќе стигне Бошковски, успеваме шанса за Македонија, шанса за 2:0, што ќе направи, пенал треба да биде, да, пенал и шанса, уште една станденост, Панчев, Бошковски е убојец за репрезентацијата на Словенија. Во долго време македонската фудбалска репрезентација дојде во шанса, а разиграните Панчев и Бошковски сето ова го разрешуваат. Видете веќе каква сигурност чувствува во себе. Бошковски сакаше да го и надмудри својот противник и еве гледате, се жали на повреда, ќе биде тоа удар од 11 метри. Се овде е примерно, се ова за прв пат, еве, нашиот државен тим ќе изведува и пенал против една државна репрезентација, против Словенија, водиме со 1:0, а Бошковски се жали на повреда, ќе биде лошо се разбира доколку ќе мора да биде заменет. Гледате,
за сега, освен тука некаде, добро, во прекршоците се е на страната на нашата репрезентација. Дарко Панчев ќе го изведе пеналот за нашата репрезентација. Македонија води со 1:0. Панчев и тој во 2:0. Дарко Панчев бележи крај своите голови што многу ги постигнал. Уште еден, овој пат премиерен за државниот тим на Македонија. Македонија, Словенија во Кранј 2:0. Еве го овој прецизен удар на искусниот Дарко Панчев од друг агол. Повтор пат се затресе мрежата на Драган Симеуновиќ. Како дошла на ликува на сите добри организатори. Информација на јазикот на земјата домакин, на земјата што е гостин. 2:0, 37 минута. Марковски. Слободен удар. Голираше Чек. Грозданов. Најдовски. Панчев. Полшак. Чех. Георгиевски. Најдовски. Тони Мицевски. Јаневски. Најдовски. Грозданов. Не успева. Новак. Има измена во репрезентацијата на Словенија. Паце со број 15 во игра. Јовановски, па Најдовски, Канатларовски. Дарко Панчев. Канатларовски. Дали ќе стигне? Мицевски тамо пред голот. Еве шанса, дали ќе стигне топката од Дарко Панчев? Не. Тоа беше офсайд и навистина го открива на некој начин рецептот за селекторот Дончевски или поточно нашиот репрезентативен тим вака на наједноставен начин може да се загрози голот на Симеуновиќ, патен еве и на два пати да се затресе неговата мрежа. Марковски. Тя може да биде опасно. Најдовски. Подобро овде. Далеко е од голот на Мицевски. Слободен удар. Спортскија подава раката Илија Најдовски. Гледате се, ова се случува во 40-та минута од првото полувреме. При водство на нашата репрезентација од 2:0 стрелци Бошковски и Панчев. Пате. Добар гол! Добар удар! 2:1. Пате и 2:1. Пате и репрезентацијата на Словенија го намали водството на Македонија од 2:1. Прецизен удар, ќе го видиме тоа уште еднаш. Дали можеше тука нешто да направи голманот Зоран Мицевски? Се испружи колку што беше стол, меѓутоа тоа е прецизен удар, мајсторски тоа го изведе фудбалерот што влезе во игра. И на Јани Пате игра за Перикос во Крстија. Добар фудбалски надпревар, потврда на квалитетите и на двете репрезентации. Македонија води со 2:1. Сигурно има уште многу убави моменти до крајот на овој навистина квалитетен фудбалски надпревар.
Грозданов. Симеонович. Чех. Добре, тоа е Джани Новак. Само корнер. Финиш на првото полувреме. Македонија-Словенија во крај 2:1. Четвртиот корнер за Словенија ќе го изведе Чех. Топка за голманот Мицевски. Сигурно при изведувањето на слободните удари при прекините, овој репрезентативен состав на Македонија не е и толку уигран. Меѓутоа, тоа се искусни фудбалери, веројатно при следните вакви можности што ќе има, да речеме, домакинот, сепак многу повнимателни ќе бидат. Канатларовски, Бошковски. Пластик. Папе. Захович. Слободен удар. Имаше неколку мали прекини. Веројатно Драготин Пољак сепак неки има причина да го продолжи првото полувреме. Флоријанчич. Зоран Ивановски. Аут за Македонија. Мицевски. Новак. Мицевски. Бошковски. Папе. Канатларовски. Мицевски. Папе. Новак. Папе. Грозданов. Топка ќе биде тоа за нашата репрезентација. Канатларовски. Блатник. Прети 7 минута веќе се игра повеќе. Грозданов. И режисерот ќе дочувствува дека треба да биде веќе отвирен крај на првото полувреме. Канатларовски. Убаво нафрена топка. Се вратил Захович. Еве шанса сега. Сепак не успеа Георгиевски да го проигра Панчев. Аут за нашата репрезентација. Панчев. Блат. Јовановски.
Јаневски, Марковски, Дарко остана во офсајд. Миланич. Појчев. Миланич. Новак. Стигна 2 минути повеќе од првото полувреме и во овој момент крај на првите 45 минути кои македонската фудбалска репрезентација ги реши во своја корист. Бошковски, Панчев, стрелци на головите за нашиот државен тим, па те за домакинот за репрезентацијата на Словенија. Гледачи, очекуваме, посакуваме со радостни вести да се јавиме низ вторите 45 минути од првиот меѓународен фудбалски натпревар на нашата репрезентација. Тече, драги гледачи, 10-та секунда од второто полувреме. Македонија, Словенија во крај, водство на нашиот државен тим од 2:1. Селекторот Андон Дончевски со тренерот Лазар Панчев. Лачков не изврши ниту една измена во нашиот тим, значи Натал Мицевски, Грозданов, Јовановски, Натларовски, Најдовски, Јаневски, Бабунски, Марковски, Панчев на местото на Бабунски е Јоргиевски и Мицевски. Со број 16 во екипата на Словенија ново име Глиха. Стрелци Бошковски, Панчев, единствениот гол за Словенија го постигна Пате. Добра игра на нашиот државен тим во првите 45 минути. Посакуваме дека желбата што имаат нашите фудбалери, што демонстрира во првите 45 минути, да успеат во премиерниот меч, ќе биде демонстрирана и во второто полувреме. Панчев. Калатанов, одлична акција и штета. Прекрасна акција на 20 интернационалци, на 20 искусни фудбалери кои многу пати и во Вардар и потоа во Црвена звезда измамувале аплаузи од љубителите на фудбал. Шанса беше ова за водство од 3:1. Канатларовски продолжува нападот од наша репрезентација. Еве го Панчев, дали ќе стигне? Еве и пенал треба да биде тоа. Да. Дарко Панчев, Канатларовски во својот втор обид. Уште еднаш ја матира одбраната на Словенија. Симуновиќ прави прекрашно Киеве. Сега уште еден пенал за нашата репрезентација. Почеток на второто полувреме, почеток како во првите 45 минути, кога на стадионот во крај во првите 10 минути доминираше квалитетот на нашиот состав, а сега Јаневски тргнува веројатно она, не знам, вообичаена практика на оној што е направен пеналот да не го изведе, и сега Јаневски. Чеде Јаневски. Македонија води со 3:1. Јаневски и 3:1. Уште еднаш сигурен како и Дарко Панчев, тоа е водство за мирна игра во вторите 45 минути од 3:1. Без друго забележавте, драги гледачи, дека при сите 3 гола Дарко Панчев централна фигура. Не радува, сите се разбират. Расположената игра, добрата игра, ефикасната игра на нашиот капитен Дарко Панчев. Даковиќ, Најдовски до Мицевски. Мицевски, Јаневски, Ѓоргиевски,
Слободен удар. Средата ја води. Драгомир Полјак, му помага Дарко Цвитковиќ и Иво Петек, судиска тројка од Загреб, од Хрватска. Кенет Ларовски. Аут за репрезентацијата на Словенија. Латик. Саховиќ. Папе. Поljšak, Zaković, Florijančić, Novak, Nemaut, Novak, može da bude opasno, evo šansa i promaši Пате, кој од слободен удар од многу поголема далечина се разбира, стрелаше прецизно, овој пат се посрамоти, останува водство на нашата репрезентација од 3:1. Еве го овој момент уште еднаш, кога Јани Пате шутираше непрецизно. Тони Митевски. Јаневски, Канатларовски, Добара Бошковски. Изворено на гледано Дарко Панчев. Шанса за Канатларовски и 4-1. 4-1, едно од најубавите акции, сите скок на нанозе. Може не беше тоа толку страотен силен удар, меѓутоа акција што воодушевува, акција што просто измамува аплаузи овде на стадионот во Зграњ и еве нешто со секваш ќе не подсетува на овие засега 55 изворедни минути на нашата репрезентација. Златник. Игра веќе 1 час. Македонија во крај води против Словенија со 4:1. Флоријанчич. Тука беше Најдовски. Бошковски. Тамо на другата страна е Панчев. Браво Бошковски. Се реши сам. Панчев. Малко проигрување. Еве го Ѓорѓиевски, штета. Штета. Нема кој уште една стане и да аплодира. Прекрасна акција, штета што Гоran Ѓорѓиевски, тој не се запиша во листата на стрелците, а едноставно ученикот на Стане Школдар, на познатиот режисер на Словенската телевизија, ето има многу работа, едноставно е приморан сето ова уште еднаш од неколку агли да ни го прикаже. Ова се навистина изворедни акции на нашата фудбалска репрезентација, по која, еве, секако и Андо Дончевски мора и треба да биде задоволен. Еве и насмевки крај него и кај Лазар Плачков, а забележувам дека ќе престои измена во нашата репрезентација. Тимот што игра добро, тимот што добива, што води со 4:1. Нема потреба да се менува, меѓутоа и некако логично е да им се даде шанса на сите овде што на некој начин допатува и толку многу посакуваат да бидат учесници во првиот натпревар на нашата државна фудбалска репрезентација. Словиот удар е изведен, Јовановски. Сега само аут. Измена на местото на Кире Грозданов ќе влезе Неџмедин Мемет со број 15,
фудбалер на слога Југомагнат. Незведин Мемет, извореден фудбалер, на некој начин, аве ги аплаузите за Кире Гроздан, задоволен. Наистина, и тој како и сите, тешко може некој си најде забелешка за играта што прикажуваат во Крањ. Председателот пак на фудбалскиот сојуз на Словенија, Заварул, денеска да видиме таму кај заврши оваа акција, атрактивен потек на Флоријанчич во квалификациите за младинското европско фудбалско првенство во Нова Горица. Пред толку репрезентацијата на Италија стола на соодветната селекција на Словенија со 5:2, овде Македонија води со 4:1. Словенците се вклучени во сите текови на европскиот фудбал. Еве, синоќа дознавме дека имаат информации дека жребувањето за следното европско фудбалско првенство ќе биде најверојатно во јануари 1994 година. До тогаш веруваме, очекуваме дека широко ќе ни се отвори вратата на УЕФА. Овој пак надпревар, овој квалитет и овој резултат што го очекуваме, водиме со 4:1. И оваа игра сигурно ќе придонесат многу повеќе да се чуе и за квалитетот на нашиот фудбал, па велат во јануари веројатно и нашата иде кеко првенство. Некаде околу 48 репрезентации сега се на број да играат во квалификациите. Веројатно може би некоја предквалификациона група да има. Седно за ова има време да се зборува. Значајно е што нашите фудбалери со својата игра денеска едноставно ќе ги приморат и челниците на УЕФА да слушнат колегите од Словенската телевизија во евровиската размена, ќе ги понудат овие голови. Имаме информација дека и на германската телевизија, поради тоа што Борусија игра со екипата на Браник од Марибор, 20-минутна репортажа ќе биде емитувана од оваа средба. Навистина, се тоа ќе биде најубавата досега пропаганда на нашиот фудбал. Такови шутираше овој пат Мицевски во корнер. Уште еднаш, ова ќе го погледнем уште еднаш. Единствениот гол во 40-та минута, Пате го постигна од слободен удар. Шести корнер за Словенија. Најдовски. Флоријанчич. Корнер од спортивната страна. И Роберт Енгларо во овој момент влегол во игра во репрезентацијата на Словенија. Овој кадар зборува се, драги гледачи, за атмосферата, за расположението. Уште еднаш атрактивно Мицевски. Браво! Останува 4:1. Продолжува некако убавата атмосфера што овде во Љубљана, од екран се разбери се игра на преварот, носите од Љубљана допатуваат да го следат овој надпревар. Најдовски продолжува некако заедничко додругарување на фудбалерите и на нашите македонци од Словенија. Најдовски. Немет. Марковски. Канадларовски. Зупан. 20-та минута од второто полувреме. Во Крањ, Словенија, Македонија 1:4. Новак. Флоријанчич. Топка за Чех. Презахович Најдовски. Па те шутираше крај голот. Ќе биде тоа уште еден корнер. 8 корнер. Прекрасна фудбалска средба во Крањ. Толку колку што беше потребно. Папе. Уште еднаш Мицевски. Анчев. Папе. Глиха. Со број 14 Јерманиш.
Па Енгларо, Јовановски. Марковски. Интервенција на Мемет. Јаневски. Лоријанчич. Со број 14 Јерманиш. Топка за Словенија. Игра 22-та, 23-та минута, значи средина на второто полувреме. Словенија, Македонија 1:4. Пате, Лоријанчич. Чек. Новак. Јаневски. Енгларо. Чек. Енгларо. Пате. Мицевски. Канадларовски. Бошковски. Успеа Бошковски. Успеа и да видиме дали има прекрешок. Браво Бошковски. За неговите квалитети сигурно ќе раскажува по оваа средба и Дарко Миланич. Марковски па Канатларовски. Панчев. Мемет. Миланич. Новак. Пате. Јовановски па Канатларовски. И уште една штопка за Бошковски. Во средината е Дарко Панчев. Сега се придодава Мемет по десната страна. Панчев, дали ќе ја зафати топката? Добро нишане се Бошковски. Сакаше едноставно да му се реваншира за оние добри проигрувања. А тоа беше едноставно и единственото што можеше да се случи во оваа акција, зашто да вистина многу домашни одбранбени фудбалери придеа пред голот на Супан. Чек. Пате. Захович. Пате. Лоријанчич. Јерманиш. Аут за Македонија. 25-та минута од второто полувреме. Бошковски, Панчев, Јаневски, Канатларовски стрелци на головите за на нашата репрезентација. Со број 11 е Тони Мицевски, а Пате го постигне единствениот гол за Словенија. Најдовски па Мицевски и аут за Македонија. Господинот Бено Хвала, еден од најдобрите режисери во некогашната југословенска радиотелевизија, пријател на спортот, на спортистите, дојде да се увери во квалитетите на македонскиот фудбалски државен тим. Мицевски. Лоријанчич. Такович, добра интервенција на Зоран Јовановски. Ете, по вакви стартови, секогаш во вистинскиот момент, едноставно, во дресот на Вардар и избори место да биде на списокот на селектор Дандан Дончевски.
Захович. Мицевски. Енгларо. Новак. Пате. И нема потреба да интервенира сигурниот Зоран Мицевски. Најдовски. Некако изненаден, па едноставно се реши на ваков потек и тоа ќе биде 9 корен за репрезентацијата на Словенија. Пате. Новак. Пате. Новак. Полиранчич, добар потек и уште една добра интервенција. Браво, Мицевски. Ова е истинскиот момент, на неколку пати интервенира, покажува, докажува дека не погрешил Андон Дончевски и Лазар Плачков. Чек. Новак. Тони Мицевски, како да се заморија нашите фудбалери, како да им даваат шанса сега со статичната игра на домакинот, ете да го на некој начин подобри резултатот. Водиме со 4-1, 17 минути до крајот. Треба се разбира да се искористат сите шанси. Сега игра, би рекол, спортивна репрезентацијата на Словенија, многу измени. Мирно Јаневски во аут. Новак. Пате. Лошо изведен аут, неправилно. Немет Најдовски. Добро, имаше прекрашак овде. Марковски. Јерманиш. Пате. Мирно тоа го направи Немет, еве свиреше за еден од фудбалерите на репрезентацијата на Словенија. Добро, Патем си извинува. Искусно сето тоа го решаваше Мемет. Настрада само еден рекламен овде кадар, би рекол, елемент кој на некој начин или сето ова што е присутно околу е во функција на спортот, на фудбалот, без помош на работните организации, на стопанството, на оние што сакат да го помагат спортот и не може да има квалитетен развој во случајот на фудбалот, а многу, реков, работни организации од нашата држава беа спонзори, го помогна гостувањето на нашиот државен тим овде, Канатларовски, Бошковски по левата страна. Петнаесет минути до крајот. Веројатно така и му помагаат на спортот и во иднина, а ова добра игра, овој добар резултат сигурно ќе придонесе бројот на спонзорите на нашата фудбалска репрезентација да се зголемува за секој нов одигран настрева. Чек. Тони Мицевски. Јаневски, Мицевски, Јовановски, Мицевски, Лапик, Пате, Захович, само за Јаневски, па сега
Георгиевски, Најдовски, Марковски, Мирно, Зоран Јовановски, Јаневски, Тони Мицевски, Јаневски, Георгиевски, Јаневски, Глиха, Јовановски, слободен удар за репрезентацијата на Словенија. По онија возбудувања, по онија, навистина, фуриозни 10 минути од првото и од второто полувреме, сега малку задвише, добра интервенција на Мицевски и како, навистина, љубителите на фудбалот го очекуваат крајот кога бурно ќе поздрават нашата фудбалска репрезентација за овој извореден успех. Канатларовски, Мицевски, Панчев, Мицевски, Георгиевски, Новак, Папе, Флоријанчич, добра акција, Захович, Чех, Новак, слободен удар за репрезентацијата на Словенија и жол картон за Илија Најдовски. Жолти картони за Георгиевски и Најдовски, головите пак во мрежата на Симеоновиќ. Македонија води со 4:1. Примош Глиха беше фолиран, а жолтиот картон е за Најдовски. Значи и жол картон и за Глиха. Измена во нашата репрезентација. На местото на Георгиевски ќе влезе Сашо Милошевски со број 12. Му преостануваат 10 минути. Ќе се придодаде на нападот на Бошковски на Панчев. Папе. Добро. И шанеше, меѓутоа, Мицевски е сигурен. Еве го сега Милошевски. Топка до Панчев. Јаневски. Канатларовски. Мицевски. Јаневски. Милошевски. Канатларовски. Мицевски. Најдовски. Марковски. Канатларовски. Зоран Јовановски. Бошковски. Панчев. Кај него е секојаш најгусто. Со број 13 Енгларо, слободен удар за нашата репрезентација. Канатларовски. Мицевски. Папе.
Новак. Глиха. Јерманиш. Добра интервенција на Зоран Мицевски. Бошковски. 2 против 5. Се придодава тамо Милошевски. Јаневски. Сега иде на припомош, би реков ви, Канатларовски. И Мицевски. И сега може нешто по-сериозно да се организира. Јаневски, Канатларовски, Јаневски. Бошковски. Крај голот. Оба потек на Бошковски. Останува 4:1. Зоран Бошковски, Дарко Панчев. Ке биде тоа извареден тандем. Пате. Канатларовски. Јаневски, Марковски, Најдовски. Тони Мицевски. Јаневски. Милошевски. Мицевски. Ужо аплаузи. Еден од најдобрите во нашиот државен тим. Ја започна серијата, нему му припаѓаат секако почестите стрелеци на првиот гол на нашата репрезентација. Од третата минута против Словенија 1:0. Потоа беше се полесно. Пластик. Канатларовски. Немец. Милошевски. Ево как Канатларовски, дали ќе биде гол? 5-1. Не. Кажува помошникот Цветковиќ дека ето офсайд. Иначе кај мене овде љубител на фудбалот од Словенија кои се презадоволни од играта на нашата државна репрезентација, едноставно вика, ајде уште еден. Па некако дури му свирка на судијата за поништување на овој гол. Марковски во вистинскиот момент, Канатларовски, Ванчо Мицевски е во игра сега. Панчев, Парте, Новак. Останува значи 4:1. Новак. Мицевски. Милошевски. Јаневски. Канатларовски. Мицевски. Милошевски. Мицевски. Канатларовски. На десната, па не левата страна. Ево го сега Ванчо Мицевски. Треба да игра со Мемец. Малку задоци Мемец. Тргна па застана. Можеше да биде опасно по голот на Зупан. Пате. Се ближи крајот. Околу 4 минути. 4:1 за Македонија. Пате. Флоријанчич. Јовановски па Милошевски. Слободен удар за Македонија. Нека биде и натаму вака, драги гледачи, широм Европа, признавање на нашиот фудбалски сојуз. Не знаеме за квалитетот на репрезентацијата на Словенија. Според бројот на фудбалерите што играат во странство, очигледно се работи за квалитетни, добри фудбалери, кои некојаш и во југословенскиот фудбал, во Динамо, во Партизан и така натаму има своји добри представници. Сега се овде на оваа средба го нема само Сречко Катанец,
Меѓутоа, ова што го демонстрира нашите фудбалери, секако ги подгрева надежите. Еве уште една убава акција. Како ќе заврши? Шутираше Дарко Панчев. Добре. Така размислува Бранко Зупан. Утека за него. 4 голови во мрежата кога чуваше Стибуновиќ. Велам, на некој начин ова игра што нашите фудбалери ја прикажа против Словенија ги зголемува надежите, расте некако оптимизмот дека оваа фудбалска репрезентација која се вклучи во квалификационите надпревари за Европското фудбалско првенство 1996 година има што на фудбалска Европа да ја прикажеме. Ова се фудбалери тука некаде меѓу 26 и 32 години кои спортски живеат, професија им е фудбалот, кои ќе настојуваат тоа го постакуваат. Тоа на најубав начин го демонстрираа низ овој надпревар да покажат дека фудбалот во нашата држава има сигурно негде место, како што вели селектор Радон Дончевски, во средината на Европа. Тоа е секако она што во овој момент навистина и го постакуваме само доколку ни се овозможи тоа и да го потврдиме низ надпреварите што имаат многу поголемен значај. Ова е секако еден од најзначајните, ако не најзначаен до сега, но сите оние што се играат во квалификациите за Европското фудбалско првенство, потоа за Светското фудбалско првенство, добиваат на својата тежина. Лупчо Марковски, кои како сите фудбалери што настапија на оваа средба, заслужува највисока можна оценка, останува во игра, а очигледно многу одамно, од третата минута, овде како беше се јасно која репрезентација ќе триумфира и сега особено нашите македонци, собрани овде на трибините, со нестрпливост го очекуваат и последниот свираш на судијата Драгомир Пољак, да го поздрават првиот успех на нашиот државен фудбалски тим, да му посакаат вакви игри, вакви резултати и на сите следни средби. Немет, Јаневски, Милошевски. Не успел Анчо Мицевски. Миланич, Пате, односно Пенгларо, Пате, Марковски и Глиха, и тоа ќе биде слободен удар за нашата репрезентација. Ке го изведе Зоран Јовановски до Тони Мицевски, Јаневски, Флоријанчич, Пате, топка за Новак. Еве атрактивен потек, тоа е Глика. Ванчо Мицевски. Нема офсайд. Новак. Еве шанса. Лошо тоа го направи централот Заховиќ. 91 минута во Крањ, Македонија, Словенија 4:1. Најдовски, Мемет, Канатларовски. Не стигна топката до Ванчо Мицевски. Јерманиш. Пате. Новак. Заховиќ. Постапат Пате. Топка за Зоран Мицевски. Тони Мицевски.
Крај на средбата, 13. октомври 1993 година, крај Република Словенија. Во првиот меѓународен фудбалски надпревар Македонија ја постигна и својата прва победа. Победа против Словенија од 4:1. Бошковски во трета минута, Панче во 37-та од пенал, Паце во 40-та, Јаневски во 47-та од пенал и Канатларовски во 54-та. Стрелци на головите на овој прекрасен фудбалски надпревар во кој македонската фудбалска репрезентација заслужува аплаузи, топло е поздравена. Македонската фудбалска репрезентација веројатно ги надмина сите очекувања на овдешната фудбалска јавност, а камерите на словенската телевизија, драги гледачи, еве ќе го уверат и останатиот дел на фудбалска Европа, дека во Македонија се игра квалитетен фудбал, дека во Македонија има фудбалери кои на следните надпревари ќе ни природуваат уште многу радости. На колегите од телевизија Словенија и на сите оние што го помогна овој директен пренос и благодариме со надеж дека успешно ќе соработуваме и натаму во проектите на македонската фудбалска репрезентација. Пријатно.